Независниот синдикат за одбрана барат зголемување на основната плата за 20%. Председателот на синдикатот Марио Јуришич изјави дека во последните 2 години платата на војниот персонал и вработените во одбраната воопшто не е зголемена. Побара ревидирање и изнаоѓање решение за статусот на професионалните војници до пензионирање. Ако ја земеме платата на вработените во одбраната по сите нивоа, професионален војник, цивилно лице, подофицер и офицер, ќе видиме дека платите се потполно исти и во февруари 2024 година или јануари 2024 година и во декември со последната плата во 2025 година. Затоа ние бараме да овој систем се ревидира, бидејќи нашиот припадник не може да ги купи истите работи со таа плата која што ги купувал во февруари 2024 да ги купи сега во 2025. Јуришич информираше дека за нивните барања се сретнали со министерот за одбрана, но им било соопштено дека не се планирани зголемување на платите. Со реакција излезе Министерството за одбрана од каде нагласува дека секое синдикално барање треба да се разгледува преку диалог и дека постојано се работи на подобрување на условите за работа на припадниците на армијата и незините вработени. Според нив, за прв пат редовно се исплаќаат сите надоместоци согласно колективниот договор, вклучувајќи кирија, исхрана, превоз и додатоци за прекувремена работа, ноќна работа и ангажмански задачи кои се додаваат на основната плата. Просечната плата на професионален војник изнесува околу 35.700 денари, а на еден полковник 70.200 денари соопштуваат од Министерството, додавајќи дека другите додатоци значително ја менуваат вкупната сума во однос на она што беше изнесено на денешната пресконференција на синдикатот. Би сакале да нагласиме дека поради одлуките кои се донесени од страна на претходната влада, во изминатите неколку години нанесена огромна штета кон самите припадници, а со тоа и по буџетите за одбраната за минатата и предминатата година, зашто само во оваа година и половина се исплатени огромни суми по основ на судски извршни пресуди, како за илустрација, минатата 2025 година во 2 наврати во мај и во декември се исплатени 107 милиони денари по основ на неисплатени финансиски средства за 2019, 2020 и 2021 година за прекувремени часови за припадниците на армијата. Од Министерството за одбрана исто така информираат дека припадниците кои ќе наполнат 45 години можат да изберат меѓу надомес во висина од 2 просечни плати за секоја година стаж или да продолжат да работат како цивилни лица во армијата или во други институции, додека се разгледуваат и можности за задржување на одредени војници по 45 годишна возраст во специфични служби. Според соопштението, оваа иницијатива ќе се подготвува во координација со синдикатите со цел да се обезбеди најдоброто решение.